Добре дојдовте на мојот Уналун Тарот канал и мојата Уналун Тарот страница. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво, драга моја фамилија. Ова ќе биде генерална колективна енергија во денешново исчитување од тарот картите. Да видиме која порака ќе ни ја соопшта денеска, која што ќе треба да ви ја дадам и да ви ја совладам оваа енергија, да ви ја доловам оваа енергија за сите вас, за да можете да земете смирница, да бидете во ваша енергија и да превземете акција по повод случка настан или пак ова е енергија која што ве окарактеризирува вам и вашата енергија во овој зададен момент. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво, да ви кажам едно добро благодарам кон сите вас кои што упатувате енергии кон мојата страница и мојот YouTube канал, за да можам да пораснам и да бидам во ваша енергија, да бидам многу подобра во едноставните енергии кои што се надевам дека сите ве доловуваат и сите сте во исти овие енергии кои што оваа порака денешна ќе биде во колективна енергија, нема да резонира со секој од вас, ќе биде во енергија да се спознаете и сознаете сами себе, да доживеете случка настан која што е веќе случена, па доаѓате да послушате или пак да бидете во ваша енергија, да знаете дали точно сте ја направиле можноста, како сте го решиле проблемот, да биде во енергија да се случува оваа енергија или пак ќе се случи во некој од наредните енергии во наредниот период. Ајде да видиме кој денеска ќе шпионираме или пак за која енергија ќе говориме во денешново исчитување од тарот картите. Јас се надевам дека удобно сте сместени, дека ќе бидете во ваша енергија и дека ќе превземете можност за она се вам што ви резонира во денешново исчитување од тарот картите. Јас се надевам дека ќе бидете во своја асертивност, ќе бидете во своја автентичност и дека ќе се справите со сите ваши енергии кои што денеска овие тарот карти ќе не ги доловат. Улогите секогаш можат да бидат заменети, секогаш не секогаш се во 100% резонирање, доколку не резонира со вас оваа порака од денешново исчитување од тарот картите, оставете некој друг, за некој друг што ќе резонира и што ќе треба да послуша оваа порака, а вие комплетно можете да прелистате некоја друга порака која што ќе ви резонира и ќе биде во ваша автентична енергија. Ајде да видиме за што и за кого правиме денеска муабет. Денеска некој превзема енергија на акција, енергија да направи план и да биде во енергија на акција, да биде во енергија на идеја за свое патување, енергија да некој денеска допатува во ваша енергија, каде што ќе бидете во енергија на акција, на донесување битна и важна одлука по повод некоја енергија која што доаѓа до вас или пак вие правите можност да отпатувате на некоја дестинација каде што ќе биде одмор, биде патување, каде што ќе биде во енергија да се устабилизирате, да промените начин на размислување или пак да биде ова енергија пословна енергетска вредност, каде што и денеска некој прави добар план, превзема добра акција. За други пак од вас ќе биде во енергија да некој денеска уплатува за некој свој одмор од соништата, каде што и ќе се спрема во енергија да се спрема за да отпатува, да се одмори, да ги одмори своите рационалности,
да превземе друга енергија од друга култура, настани, можности, да истражува, а за други пак од вас ќе биде дека се спремате на една акција каде што и персона спроти вас доаѓа во ваша енергија, допатува од странство, од иностранство, да биде во ваша енергетска вредност, да направите креација која што ќе биде во ваша енергија. Денеска некој ќе реши да патува или пак денеска некој ќе направи акција по повод персона што е спроти него, да биде во енергија на доаѓање од иностранство, каде што и ќе биде ваша акција, каде што ќе биде во креативност, ќе даде енергија, ќе даде импулсивност, ќе даде можност за сила и напреток во некоја ваша авантуристичка енергија, истражувачка енергија. За други пак од вас ќе биде енергија да се спознаете и дознаете со персона проти вас, која што сте комуницирале преку социјални мрежи, па сега оваа персона да допатува до вас за да ја запознаете во живо, во енергија јавност, да видите во каква културолошка енергетска вредност е оваа персона. За други пак од вас ќе значи дека се спремате на пословен пат, каде што и ќе имате можност да дадете акција, да бидете во своја креација, да спознаете и дознаете во каква вредност сте, да имате силина, да ве форсираат енергии кои што ќе бидат во придвижување напред на оваа пословна енергетска вредност, каде што и ќе биде ова пословно патување за некој од вас, ќе значи дека ќе доживеете еден огромен дебакл, каде што и ќе бидете прославени, ќе биде ваша енергетска креатија утемелена, ќе биде прифатена и ќе биде во енергија да бидете во можност да патувате, сознаете со други култури, се сретнувате и да бидете во една авантуристична енергија. Ајде да видиме за која персона и која енергетска вредност ќе ни откријат денеска овие тарот карти кои што сакаат да зборат. Која е оваа персона која што доаѓа или пак се движи во енергија да спознае и дознае ваша енергетска вредност? Може би ова е персона која што е ваш соработник или пак некоја персона која што е вие вам битна, а може и да сте ова и вие кои што се спремате на пословен пат или пак да патувате негдека каде што и ќе донесете битни важни одлуки, да осознаете можност. Ова може да биде и енергија да патувате физички, а може и психички пат, каде што и ќе можете да креирате енергија со маси народи кои што ќе бидат во енергија да спознаат и дознаат за ваша вредност. Ајде да видиме која е оваа персона. Јас се надевам дека музиката во позадина не е премногу гласна, дека ќе ви инспирира. Ова е зен музика која што се надевам дека сите ја посакувате. Ова е мирна енергија која што буквално ќе ве однесе на еден пат, на еден ментален пат, каде што и ќе добиете можност да се сознаете и спознаете себе си. Оваа персона е енергија, ватрена енергија, каде што и доаѓа до вас. Ова е персона која што е овенлав стрелец, може да има можност за... Оваа персона во претходниот период била премногу повредена, енергија да не може да донесе нека одлука во незиниот енергетски дел, каде што и ќе биде во енергија, дали ќе биде на физички пат или пак ќе биде на психички пат. Енергија да биде во можност да ви понуди
енергетска вредност каде што и ќе отпатувате со истата персона, да бидете во една енергија на спознавање и дознавање за сами себе, да поразговарате, да бидете во енергија, да бидете заедно, но знаете дека оваа персона или ве повредила во претходниот период, каде што не можела да се одлучи, била во еден дисбаланс, нешто не можела да види оваа персона во незиниот енергетски дел. Или пак оваа персона доаѓа сега до вас каде што и сака да разговара со вас, затоа што во претходниот период ве повредила, била во енергија на повреда, каде што и доколку се случи доаѓање на оваа персона која што ја најавуваат тарот картите, оваа персона ќе ви понуди примирие, каде што и ќе утемели некои нејзини енергии кои што ќе бидат во енергија да бе повредила, се осеќа виновно, се осеќа разочарано, затоа што може да е оваа персона ваша енергија која што е од љубовен карактер или пак работен карактер, а може да е и ваша семена енергија, персона која што ви е од важност, семејство, каде што и оваа персона е на далечен пат од вас, на дистанца, која што носи и вода патување со авион или пак со воз енергија да е на дистанца, а за некој од вас ќе биде дека оваа персона е грациозна персона, која што е убава, енергетска вредност има, премногу е креативна, но е во енергија да биде во своја изолација. Оваа персона ќе ви понуди пат каде што и ќе бидете во енергија да се спознаете и сознаете себе си, да решите проблем од минатото кој што оваа персона ќе се покае за сето она што ви го направила во енергија која што и не е така компатибилна за вас. Вие сте енергија да, може би за некој од вас ќе значи дека сте ја напуштиле оваа персона, не сакате комуникација со оваа персона, и сте во енергија да бидете во 4 мачеви, енергија каде што и контемплирате, каде што и сте во енергија да донесувате битни и важни одлуки затоа што се осеќате повредено, енергија каде што и не сте можеле да донесете битна и важна одлука по повод оваа персона која што е во ватрен знак, енергија да оваа персона има љубов во неа, има емоции во неа, но не ги искажува оваа персона. За некој од вас ке значи дека била во претходниот период агресивна, настапила агресивно кон вас, но е во енергетска вредност на прикривање. Ова сето тоа го направила смислено. За некој пат или пак оваа персона е на дистанца од вас, енергија да нешто би направила кое што е во енергија 10 мачеви и 2 мача, енергија каде што ве повредила не со еден мач, туку со 10 мача, но 11-тиот мач го нема во тарот картите. Оваа персона не може повеќе да ве повредува и да ве застанува на раскрсница, да ве доведува до енергија да не можете да видите или пак да не се одлучите во вашиот енергетски животен сквер, да не можете да донесете битни и важни одлуки по повод вас. На оваа персона ќе се спротиставите така јасно и гласно, каде што и ќе дадете можност да вие сте во енергија возвишена, која што контемплира, која што е во енергија сама во себе, автентична сте персона, која што и ќе донесете битни и важни одлуки за вашиот живот. Затоа токму и ова патување, кое што е ова патување, ваше животно патување, оваа персона сакала да ве контролира, да го контролира вашиот живот, да контролира вашата енергетска вредност, да го контролира вашиот рационалност, но и вашата емотивност. Затоа ве повредува, но и вие сте возвратиле на оваа персона. Сега тасовите треба да се
придвижат во една енергија каде што и ќе дадете до знаење дека повеќе не може да маневрира со вашиот живот, со патот на вашиот животен енергетски дел. Ајде да видиме што сака да ви порача оваа персона или пак универзумот за оваа персона и да видиме зашто токму денеска се јавува оваа персона. Кон вас во денешново исчитување од тарот картите. Оваа персона на крајот декот љубовници, каде што и сте во енергија да бидете повторно заедно, да отпочнете една нова љубовна енергија. Ова не значи дека е само љубовна енергија, ова значи дека со оваа персона сте сродни души. Може за некој од вас ќе значи дека вие сестра, брат, енергија да пријател, пријателка кој што го сматрате за енергија ваша енергетска вредност. Но оваа персона вие сте ја оставиле. Сте во енергија да ја оставите или пак да правите планови да оставите, да заминете од нејзина енергија затоа што ве премногу повредила, криела нешто што е во илузија, енергија да интуицијата не ја послушувала за вас. Оваа персона ќе ви понуди во најскоро време, ќе дојде до вас, ќе ви понуди една енергија баш на куповите, каде што и ќе ви донесе излив на емотивност, но знаете дека повторно ќе бидете во енергија на 8 мачеви, енергија каде што повторно ќе бидете заробени во нејзина енергетска вредност. За други пак од вас ќе значи дека оваа персона е во ваша енергија се уште, е во енергија да бидете во транзиција или пак да се придвижите во една транзициона енергија каде што и вашата интуиција ќе биде нагласена, но не стварете илузија. Вас ве очекува успех во вашиот животен енергетски дел. Ова патување ќе биде ваша енергетска вредност каде што и ќе бидете утемелени, ќе дадете простор да бидете утемелени, да бидете во енергија на нов почеток во вашиот живот, каде што и блокадите ќе ги отстраните од оваа персона која што била во енергија, во ваша енергија, каде што ви го маневрирала вашиот живот, ве контролирала. Но сега знаете дека ја отстранувате незината енергија, каде што и вашата успешност е некдека на пат, каде што и ве чека во зададен момент. Вашата успешна енергија е на прав пат, во право време. Сте исцелиле енергија да се уште имате нешто прикриено. Оваа персона можно е да се уште нешто прикрива од вас, но и вие вашата интуитивност нагласена, да знаете и да сватите дека таму каде што заминувате ќе бидете во енергија на мистериозност, каде што ќе мора да ја употребите вашата интуитивност, да не стварате илузии по повод доколку се работи за ваш живот или пак за ваша работна енергија, каде што и ќе го отпочнете нов живот. Енергија да отпочнете од почеток и од нула. Денешнава порака ќе биде утемелена до вас, да сватите и разбирате колку сте возвишени.
од оваа персона која што е во ваша енергетска вредност, која што ве повредила, која што ве оставила разочарани, која ви го контролирала вашиот живот, но вие ќе решите или пак веќе сте решени да отпатувате од својата зона на удобност, да сватите, да разберете и да ставите до знаење на оваа персона дека вие го сте креатор на вашиот живот и дека никој нема право да ви се меша во вашите одлуки. Дали било во љубовна енергија, во работна, во животна, патување, каде што и ова патување ќе биде во ваша енергија, да вистински патувате физички, но и ментално. Ајде да видиме што сакаат да ви порачат овие ангели. Токму така, вие ќе решите ваша партнерска енергија. Некој ќе реши партнерска енергија, дали било по повод љубов, партнерство или пак енергија која што е фамилиарна, нерешена енергетска вредност, вие решавате релација, партнерство, партнерска врска или пак енергија да решите со ваше заменување од оваа енергија која што ве контролирала во претходниот период. За некој од вас ке значи дека и до подолго време го контролирала вашиот живот, дали било на љубовна енергија, партнерство, енергија фамилија или пак материјалност. Јас се надевам дека оваа порака ќе му донесе енергија некому, ќе дознае и спознае во каква енергија е и за која персона станува збор. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!